Нова тема и ново гостување во Македонија. Наутро, минатата недела во утринската програма имавме директно вклучување на Скајп од Белград на нашата соговорничка, која што беше дел од тимот сестри од регионот на поранешните воени болници кои беа во посета на ВМА во Белград. Какви искуства се разменија таму, каква е здравствената нега во нашата поранешна воена болница и воените болници во регионот, но и за третиот меѓународен конгрес, на кој гласно ќе се говори за статусот на медицинските сестри. Утрово, како што ветивме и во претходното Skype вклучување, во студиото во живо разговараме со председателката на Сдруженијето за медицински сестри, техничари и акушерки за нас, Гордана Бешлиевска. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам многу што ни овозможувате да го подигнеме гласот за медицинските сестри. Минатата недела во посета на Воено-медицинската академија во Белград, ноќеска се вративте од Босна, многу искуства имавте можност да размените со вашите колеги од регионот, па ајде да почнеме од тоа. Што се случуваше изминативе неколку денови? Така е, знаете, афирмацијата на сестринската професија во Македонија во изминатите 8 години е дело на Унијата, на Сдруженијата на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри, кои што не само што го подигнаа гласот во државата, како што кажавте, и сме дел од сите настани во регионот и во Европа и патем и во сите европски асоциации. Големо беше задоволството и честа да бидеме дел од сетиот оној симпозиум кој што беше на Воено-медицинската академија во Белград. И јас имав посебни емоции како медицинска сестра која што својата кариера ја развива во сегашната градска општа болница 8 септември, а поранешната воена болница, каде што 32 години ја градам својата кариера и имав можност да се сретнам со сите тие наши колеги кои што се и во сегашните актуелни воено-медицински центри во регионот во Југославија и понарешните кои што можеби како нас се трансформирали и поминали во цивилното здравство. Велелепен е воено-медицинскиот центар во Белград, 3200 вработени, од кои 1300 медицински сестри, импозантни бројки на области, специјалности и така понатака, да бидете дел од сетиот тој настан и да зборувате за градската општа болница 8 септември како образ на нашиот систем, која што во времето на воената болница ги имаше подреденостите по хиерархија, како што треба нешто кој што можеби ние сега го бараме во здравствениот систем да го имаме како такво. И пар екселанс институција која што после трансформацијата стекна огромна доверба во нашите корисници и нашите пациенти и голем морал и стимулација на здравствените работници кои што сите посакуваат да дојдат и да бидат дел од градската општа болница 8 септември. За разлика за жал во изминатите 6-7 години имавме едно малку, како да кажам, малку повеќе деморализирање и дестимулирање кое што сега очекувам со сегашното раководство кое што во овој момент ги превзема работите во болницата да го враќаме сјајот на болницата, сите ние кои што се градиме со кариерите таму, да ја враќаме довербата кај пациентите и да го подигнеме моралот на вработените. Сето тоа на кое што имавме прилика да го видиме во воено-медицинскиот центар и патем да го споделиме како наше искуство, морам да ви кажам со задоволство дека ги имаме малку подместено работите од делот на кој што веќе се поставени некои дата бази на податоци каде што ќе почне конечно пребројувањето конкретно за медицинските сестри и структурирањето во здравствениот систем, кој што можеби ќе трае малку подолго, меѓутоа важно е дека почнавме. До сега немавме никаква надеж затоа што немавме никакви почетоци, само имавме побарување, а сега веќе како Унија, како асоциација имаме простор, место каде што сме слушнати и впрочем овие наши посети се поддржани и ние го известивме и нашето Министерство за одбрана, патем кое што во овој случај нели тоа е кое што е и компетентно исто како Министерството за здравство, од каде што нормално добивме силна поддршка за нашата посета таму и ги очекуваме, тоа сакам да ви кажам, од Воено-медицинскиот центар кај нас на нашиот трет меѓународен конгрес, каде што ќе имаат прилика и со нашите раководни структури од болницата да имаат средби, така да кажам, и да размениме дополнителни искуства и доколку е можно нели да подпишеме некои меморандуми за соработка. Да, и покрај овие работи што ги кажавте, сепак перцепцијата кај граѓаните за поранешната воена болница, сега градска болница 8 септември е дека и покрај сите предизвици може да се пофали со квалитетни здравствени услуги и покрај одливот на кадар и повторно ќе споменам предизвиците пред кои што е исправена болницата. Па така е, видите, мислам таа хиерархија и тоа сето нели кое што е како подредување и уредување самата структура на болницата во дава една таква можност. Тоа е болница која што има затворен систем на функционирање каде што
од влезот на поликлинички оддел каде што почнувате со дијагностичките простори и се она кој што треба да го поминете низ болницата и завршува во стационарот, во ниеден случај пациентите не може да ги видите надвор или да видите од персоналот надвор од болницата. Тоа е едно такво поврзување со топли ходници, една таква структура која што на времињата била така посебно позиционирана со специјални сите можности за заштита и при ризици на работните места, да тоа е нешто навистина кое што треба, како што му давате значение, да го негуваме, да го имаме, да го испочитуваме и на него да се надградуваме понатака, бидејќи таа е нашата втора најголема здравствена институција во здравствениот систем во Македонија и пак ќе се повторам и ќе кажам сериозен образ и со квалитет, и со персонал, и со стручни лица, и со сегашната структура и желба за сето она во кое што она ќе се развива стратешки, односно ќе ги враќа сите оние нормално утврдени нешта, се само со цел на подигање на довербата и вредноста на пациентите. Медицинските сестри и јас како дел од тимовите од медицинските сестри во болницата секој сме имале можности за едукација. Едукацијата за нас медицинските сестри е многу важна. Во тој контекст и сето ова кое што го поминавме сега на Военно-медицинската академија. Инвестицијата во образованието на сестрите е една инвестиција во здрава нација и тоа мора така да го разбереме. Меѓутоа ништо не правиме ако тоа се случува само на ниво на една институција. Тоа мора да биде генерализирано и од тука е подигањето на нашиот глас како медицински сестри. Ова вие што го спомнавте и нашето враќање ноќеско од Босна. Ние бевме дел од 10-тиот меѓународен конгрес на здравствените работници во Босна, конкретно од интензивната нега, лекување и анестезија, каде што јас имав и обраќање и бев дел од панел дискусиите, каде што имав апсолутно можност. Веќе не сме во статус само да зборуваме за тоа какви ние имаме проблеми. Ние веќе имаме статус во регионот каде што предлагаме и учествуваме во наоѓањето на решенијата за одредени проблеми. Станавме пример за регионот со супримацијата на хиперпродукцијата на медицинските сестри во Македонија. Вие знаете дека ние втора година не запишуваме сестри во вонредно образование. Тоа е нешто за кое што многу гласно зборувавме во вашата телевизија, каде што сметаме и кажавме дека сестрите не се образуваат во вонредни образовни програми и дека на таков начин го нарушувавме квалитетот на образованието. Сето тоа во регионот го имаат. Ние во моментот го имаме како забрането со времен закон. На наше задоволство имаме разбирање од министерката, имавме и Министерството за образование, имавме неколку средби каде што можевме повторно да образложиме што тоа сега во овој момент значи, а многу значи. Споменавте во еден сегмент, сакаме да ја вратиме довербата кај пациентите. Тоа ни е приоритетно. Веројатно исто на врвот на приоритетите е да се врати довербата и во здравствените работници во системот, бидејќи голем дел од нив го напуштаат и за тоа сме свесни. И ситно броиме до третиот конгрес на кој што повторно ќе се актуализира темата за предизвиците пред кои се исправени медицинските сестри. До каде е подготовката и што се ќе се случува накуса? Да ви кажам, третиот меѓународен конгрес е новиот зрак на круната на медицинските сестри, бидејќи ние го корнисавме сестринството со минатогодишниот конгрес на кој што го обединивме целиот Балкан. Оваа година очекуваме уште подинамична работа со оглед на тоа дека имаме над 80 гости, пријавени предавачи и еминентни етаблирани имиња во здравството покрај сето оно кој што ќе го имаме преточено во трудови од медицинските сестри. За нас е ова нешто многу значајно, бидејќи овој меѓународен трет конгрес сега го доживуваме за прв пат поддршка од раководните структури таму каде што цело време бевме маргинализирани и каде што никогаш немавме можност и ниту пак бевме посетени на сите овие наши настани. За почеток доволно е што имаме поддршката и што имаме најава и потврда од сите нив дека ќе го посетат конгресот и дека ќе бидат заедно со медицинските сестри таму каде што ќе имат можност да видат колку сестрите сакаат да се образуваат. Јас тоа многу пати го кажувам дека мора да ни се даде да се едуцираме и да се образуваме, патем тоа е еден од начините на кои што ќе ја супримираме имиграцијата. Заради тоа што со кариерниот развој на сестрите растат критичните маси, со тоа растат критичните маси према себе си, се ствара можност за автономност на професијата каде што преку едукацијата ја браните професијата. Ова е начинот на кој што се брани професијата. Стручните настани и така понатака. Тоа што ние се однесуваме просиндикално и бараме од синдикатите се во овој можност. Во овој момент е заради тоа што го немаме правниот субјект и мораме да инсистираме таму каде што треба се покачат коефициентите за сестрите. Мора да инсистираме таму каде што во овој момент едно од главните побарувања не се и бенефициите на медицинските сестри кои што патев работат во ноќните служби. Конгресот е од 4 до 6 во Струга оваа година, тоа медицинските сестри го знаат, масовно се припремаат. Нашите припреми се генерално при крај, остануваат само протоколите за сите етаблирани еминентни имиња кои што ќе го посетат конгресот, за да можеме достојно да ги
пречекаме онака како што доликува на нашата професија. Јавно ги повикувам сите менаџери да излезат во пресрет на медицинските сестри и да им дозволат и да им овозможат да бидат дел од конгресот, бидејќи ако во една година имате 20 докторски конгреси, ние имаме за 20 години трет меѓународен сестрински конгрес и сме заслужили и заслужуваме и да ни се овозможи да бидеме дел од него, учесници, пасивни учесници и да ни помогнат, нели, и на нас како унија, како здружение, меѓутоа и на сестрите да се најдат таму каде што е сестринството. Добро, мислам дека граѓаните кои што ја знаат вредноста на здравјето на здравствениот систем и не прават разлика меѓу доктор, медицинска сестра, здравствен работник е здравствен работник, едноставно треба да се почитува. На крај на криштата кога одиме во болница, првата средба ни е со медицинската сестра. Ти благодарам Ване, многу мислам и ви благодарам многу за ова. Вие навистина секогаш, меѓутоа знаете како ние сме должни по закон и по пропис да испорачаме и према здравствените институции по стандарди да испорачаме, а најважно се за вредноста на пациентот. Меѓутоа има еден дел во кој што како луѓе, значи мораме емпатично сето оно кое што ви одликува карактерно да го склопите со тоа законското и она меѓузависното, каде што меѓу другото морате да здравствено воспитувате, превенирате, унапредувате, лекувате, така да широка е нашата палета на здравствените наши компетенции. Многу е убаво да си медицинска сестра кога си ја сакаш професијата, бидејќи само така се постигаат целите. Јас на медицинските сестри многу пати сум им порачала и многу пати сум им кажала во сета оваа ситуација на деморализација, дестимулација и така понатака, дека само ако сме единствени и само ако продолжиме вака да ги бараме нашите цели, како што сме започнале, ние ќе успееме да го добиеме законот и да се регулираме, а тој треба да ни ја донесе автономноста, подобрите услови на работа и сето тоа треба да биде заокружено со сериозно, реално платени одговорности на медицинските сестри. И тогаш, Кристина, нема повеќе да разговараме за миграција на медицинските сестри, ќе ги задржиме и ќе го оставиме тоа прашање за крај, бидејќи имам и нешто да ве прашам туку на оваа тема. Ни остана уште Славјанка Влахчева уродена до одликувањето. Минатата година го промовиравме одликувањето од прв ред Славјанка Влахчева, кои го добиваат најдобрите медицински сестри во фелата. Она што е добро сега да кажеме е дека повелбата Славјанка Влахчева е заштитена на европско ниво. Така, ова е нашата гордост, ова е историјата која што испишува ова Сдруженијето на медицинските сестри. Ние имаме Славјанка Влахчева, светот има Флоренс Најтингел, ние имаме Славјанка Влахчева, нашата Флоренс Најтингел, која што на наше задоволство минатата година го донесовме признанието, одликување од прв ред Славјанка Влахчева, кое што секоја година ќе го добиваат максимум 2 медицински сестри и тоа секојаш ќе се доделува на нашите конгреси и тоа се сестри кои што имаат исклучително оставени вредности во сестринската професија и кои што се во моментот или пред пензионирање во својата професија или веќе пензионирани, кои што ќе го понесуваат овој медал во кој што е вткаена традицијата од Охридскиот бисер и еден единствен медал кој што ќе го добиваат како таков секоја година. Она кое што Сдруженијето и Унијата ќе им го возможува, тоа е нивното почесно членство и почесен член на нашата асоциација, каде што секогаш со задоволство ќе бидат добредојдени како пример за младите кадри и за младите сестри. Да, ја заштитивме на европско ниво и тоа е уште многу поголема гордост, бидејќи се слушна надалеку за целата ова наша повелба која што имаме во моментот и ова е навистина сериозно испишување на историјата во сестринската професија и се надеваме дека ова со години ќе остане како традиција и секоја една сестра ќе има престиж и ќе посакува да го добие ова одликување кое што навистина и јас од мојата позиција да ви кажам искрено ми се чини дека нема поубаво нешто колегите и колешките да ве на некој начин потврдат во професијата со овој медал. Следното гостување ќе ни биде со добитничките на повелбата по конгресот во меѓувреме за да се надоврзаме на следната тема која отвараме во Македонија наутро. Странските здравствени системи и тоа како го ценат нашиот кадар и тоа е факт. Која поракате до сите млади медицински сестри, оние кои што туку завршуваат образование, оние кои што се на два ума во моментов, дали да останат овде или да појдат надвор на работа? Како да ги задржиме додека ги очекуваме промениве? Па тоа е, да ви кажам, во овој момент нешто кое што ние како порака го испорачавме во изминатиот период и до здравствените структури и го испорачуваме. Имавме средба минатата недела, морам да ви кажам, во собранието со пратеничката претседателката актуелна во моментот на здравствената комисија госпојата Рашела Мизрахи, каде што јас, односно ние со асоциацијата имавме можност
да и ги предочиме сите овие нешта кои што ќе мора стратешки да се постават како такви за да ја супримираме миграцијата на сестрите. И во овој пакет на сите тие некои во моментот брзи и хитни решенија мора да бидат некои измени на дополнување на Законот за здравствена заштита, каде што медицинските сестри ќе ја добијат базата на правниот субјект. Мора нашите сестри да се почувствуваат со самодоверба во институциите, со признаено образование, со прифатено образование, и затоа сметам дека сите кои што ни се идни колешки во нашата професија би требало сите заедно да се уклучиме во сета оваа мисија, да го прифатиме тоа како такво, да ја тргнеме политичката реторика во болниците, да не функционираме индивидуално, да не го гледаме само на таков начин нашето остварување и нашиот кариерен развој по вертикала или по хоризонтала во здравствените институции. Мора вака единствено да се имплементираме во здравствените политики, заедно да си помогнеме едни со други, да ни дадат подршка, за да можеме да го донесеме законот, да ја регулираме професијата, да ги добиеме трите јавни овластувања во кои медицинските сестри во Македонија ќе добијат конечно лиценца, на која што комплетно ќе се признава целокупниот кариерен развој. Во од кариерниот развој зависи колку и ние ќе бидеме вклучени во образованието. Важна ни е автономноста на здравствените институции, на образовните институции, и важно ни е да бидеме дел од образовниот процес. Сето тоа кога на некој начин ќе го заокружиме со синдикалните барања и подигањето на коефициентот за плаќањето по одговорноста, мислам дека оваа дилема ќе отстраниме кај младите кадри, дека сите они многу побоу ќе се пронајдат овде кај нас него во другите држави, каде што можеби имате подобри задоволство на работа, можеби го имате оној дел на здрава работна околина за кој што сите ние во моментот на некој начин страдаме, и можеби ќе имате повисоки лични доходи. Меѓутоа, чинам дека овде кај нас мораме на некој начин да размислуваме за да можеме и ние нашиот здравствен систем да го држиме во некое ниво во кое што ќе се браниме достоинствено со професијата. Овие последните збиднувања кои што се случува на некој начин на кој што се фрлаше дамка на сестринската професија со некои нешта и така понатака, не смеат да се генерализираат. Но не се сите млади со позитивен став за овие случувања, па ќе ги менуваме нештата. Па за жал Европа е отворена за сите, не се одлеваат само медицинските сестри, миграцијата не може, сите посегаат по нешто подобро и така да ќе се соочуваме со ваков одлив. Меѓутоа факт е дека мора да работиме на ова подобрување на здравата работна околина и само на таков начин ќе го супримираме тоа одлевање. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро.